Според последните информации за работата на Елем, кои ги објавуваат медиумите, минатата година профитот на државната компанија се намалил за неверојатни 80%. Со оглед дека денес сметките за струја на граѓаните се двојно повисоки од што во 2006 година, нејасно е каде завршуваат овие огромни зголемени приходи. Образложенијата дека се работи за економска криза не важат за трговијата и продажбата на струја, бидејќи струјата од Елем не била никогаш поскапа. Ова се случува во време кога власта нетранспарентно и без јавна дебата се подготвува да продаде дел од енергетската инфраструктура на земјата. Во медиумите се појавија информации дека власта се подготвува да го продаде Елем далеку под реалната цена. По сето ова, јавно ја прашуваме владата. Дали свесно, со лошо менаџирање, се намалува профитот на Елем, како дел од сценарио за обезвреднување на компанијата и распродажба на енергетските капацитети на земјава за прениски цени, што се далеку помали од нивната вистинска вредност. Дали со послушното учество во овие игри, екс-директорот на Елем, господинот Чинговски, си ја заслужи наградата од владата, амбасадорското место во Јапонија. Граѓаните имаат право да знаат зашто точно владата планира да направи со Елем. Во 2006 година Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ беа многу гласни против приватизацијата на СМ, а сега се спремаат да го распродадат Елем по смешно ниска цена. Македонија има лошо искуство со подписите на Никола Груевски на некои од најсомнителните приватизации во Македонија. Подписот на Никола Груевски стои на купопродажниот договор со ОКТА, со кој граѓаните и државата беа осудени да трпат штети во следните 2 децении. Груевски беше во власти кога се продаваше Телеком, а ја подпише и срамната продажба на националната платежна картичка за 5 пати пониска цена од реалната. Сакаме да информираме јавноста дека сопственоста на државната компанија Елем е единствениот механизам со кој државата влијае на цената на струјата. Продажбата на Елем ќе значи продажба и на оваа алатка во рацете на некој приватен инвеститор. Граѓаните треба да бидат свесни дека со евентуалната продажба на Елем, цената на струјата неколкукратно ќе се зголеми, а државата нема да има механизам тоа да го спречи. Тоа е интегралниот дел од текстот, ќе го имате сигурно добијано и во хартиена верзија и во верзија на сајт. Има ли прашања во врска со оваа тема? Во јавноста се појавија цифри од 500 милиони евра и тоа е смешно ниска цена. Што може да се направи? Може да се инсистира само на доследно почитување на законите. Вие знаете дека ниедна работа над неколку илјади евра не треба со директна спогодба да се продаде, а камоли нешто што вреди 1,5 милиарда евра. Значи, ако ги судите вкупните капацитети на Елем и тоа го помножите со една просечна цена на 1 мегават да се изгради, таа цена би била ретна големина околу 1,5 милиарда евра. Според вас, добро е да се продаде ако се постигне таква цена или добро е да не се продаде воопшто Елем? Треба да почнеме да разговараме ако цената е ретна големина 1,5 милиарда и да видиме што со тие пари ќе направиме, па да видиме кој е тој стратешки инвеститор, па да видиме уште многу работи околу, наместо да разговараме за цена од околу 500 милиони евра и да велиме катарскиот инвеститор единствено може. Но така државата повторно би ја загубила. Пак велам, значи не е само цената единствено меродавен критериум, но велам треба стратешкиот инвеститор да биде сериозен и на долгорочна основа со него се склопи договор кој што на државата ќе донесе профит на подолги стази. Не е само цената проблематична. Во случајов ценава е толку ниска што станува многу проблематична. Но велам и 1,5 милиарда ако се добија, треба да се види што со тие 1,5 милиарда ќе се прави. И цело време зборуваме да Елем остане, значи да, Елем да се продаде, но 51% да остане во државна сопственост. Има ли други прашања во врска со ова тема? Благодарам на вниманието.